Мајката на убиената Вања Ѓорчевска, Зорица Ѓорчевска, сведочеше за случувањата околу исчезнувањето на нејзината ќерка и улогата на Александар, кој од почеток тврдел дека Вања е киднапирана. Таа раскажа дека на денот на исчезнувањето на Вања добила известување од нејзината класна дека девојчето не се појавило на првиот час. Во обид да ја пронајдат, Зорица и Александар, преку локацијата од мобилниот телефон, стигнале до напуштена куќа на булеварот Партизански одреди, но не успеале да ја најдат. Полицијата и роднини помогнале во потрагата, но за жал без успех. Зорица истакна дека Александар се однесувал необично, брзо се појавил на местото и од почеток уверувал дека станува збор за киднапирање. Во Берлин започна самитот на лидерите од Западен Балкан и представниците на Европската унија, организиран во рамките на Берлинскиот процес. Меѓу присутните се премиерите на Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Албанија и Косово, како и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и домакинот, германскиот канцелар Олаф Шолц. Берлинскиот процес започнат во 2014 година по иницијатива на Ангела Меркел, се фокусира на регионалната соработка и приближување на Западен Балкан кон Европската унија. На самитот ќе се разгледуваат теми како регионалната соработка, зелената агенда, поврзаноста и енергетските прашања. 6 земји од Западен Балкан ќе потпишат заедничка декларација за акцискиот план за единствен регионален пазар и договор за мобилност, пристап до студии. На крајот, предвидена е заедничка пресконференција на канцеларот Шолц и претседателката на Европската комисија. Албанија одбива да спроведува азилски процедури за Германија во прифатни кампови на својата територија, изјави албанскиот премиер Еди Рама во интервју за Reuters. Тој нагласи дека Германија треба да пронајде друг партнер за оваа задача. Рама алудираше на договорот со Италија, каде што Албанија веќе има 2 кампа за азил, но истакна дека вакви модели треба внимателно да се тестираат. Во двата кампа, кои беа отворени неодамна, се сместени 3000 бегалци и околу 500 италијански полицајци и војници. Рама ја истакна важноста на тесната соработка со Италија, која помогнала во намалување на нерегуларната миграција и истовремено отворање патишта за работа за албанците. Тој ги пофали земјите од Западен Балкан како идеални за екстерни проверки за азил, бидејќи не се дел од Европската унија, но се географски блиски до неа. Рама критикуваше дека и земјите се уште немаат усвоено заедничка политика за бегалците и предупреди дека стравот од миграција се користи за политички цели, што може да биде штетно за иднината на Европа. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Северна Кореја активно учествува во руската агресија врз Украина, не само преку испорака на оружје, туку и со распоредување на своји војници во редовите на руските окупаторски сили. Според него, оваа силна алијанса меѓу Москва и Пјонгјанг представува нова закана за Украина. Зеленски ги повика западните партнери на дополнителна поддршка за украинската армија, потенцирајќи дека станува збор за поголем притисок врз Русија. Американскиот институт за проучување на војната потврди дека илјадници севернокорејски војници се подготвуваат за распоредување во Украина. Северна Кореја веќе го поддржува руското воено дејствување со испорака на артилериски гранати и ракети со краток дострел. Зеленски посочи дека зголемувањето на воената поддршка од Западот е клучно за спречување на поголема ескалација на конфликтот и за намалување на способноста на Москва да продолжи со агресијата. 4 израелски војници загинаа, а 58 лица се повредени во напад со дронови врз воена база во Северен Израел, за кој одговорноста ја презеде Хезболах. Нападот бил насочен кон камп за обука на елитната бригада Голани на израелските одбранбени сили, сместен близу Хајфа. Според Хезболах, овој напад е одговор на израелскиот удар врз Бејрут, во кој загинаа 22 лица. Израелските одбранбени сили ги потврдија смртните случаи и информира дека 7 од повредените се во критична состојба. Нападот, еден од најголемите врз израелска позиција од почетокот на војната во Газа, беше извршен со рој дронови. Некои израелски медиуми известија дека дроновите биле несофистицирани и летале ниско, што спречило активирање на сирените за предупредување.